Хесат е едукативен центар, да, меѓутоа како и секој едукативен центар што има некоја своја автентична слика и страна, така и Хесат е препознатлив по начинот на функционирање, а тоа е следниот. Децата задолжително кај нас имаат релекс соба, каде што пред и после едукативниот дел имаат место каде што може да се релаксираат, да уживаат, да се социјализираат и на некој начин да се одморат од сите активности што претходно биле и оние кои што следуваат. Ова го зборувам генерално, затоа што ние во Хесат имаме многу програми. А за време на летната школа, сега ќе ви кажам за тоа, бидејќи тоа се ближи, по тоа што сме најмногу автентични и препознатливи и различни од сите. Значи, ние како едукативен центар имаме згрижување, се разбира, секојдневно за време додека вие родителите сте на работа, но она што е значајно е дека програмата е направена по распоред каде што децата буквално имаат во секоја минута организирано што да прават за нивниот комплетен, целосен психофизички развој. Што значи тоа? За време на летото, прво, имаме развој на емоционална интелигенција, денот почнува така, значи на различни теми секој ден. Потоа имаме спортски активности, штафетни игри, потоа имаме време за лектира, да се повтори нешто математика, потоа имаме време и да си дремнат и да си гледаат едукативен филм, на крај на денот имаме време за креативни работилници и друштвени игри. Но тоа не е се, нели? Тоа е секако што и да организираш едукативниот центар, тоа ќе ти го понуди. Меѓутоа, она кое што ние сме навистина препознатливи се прошетките, посетите, наблюденијата. Ова лето веќе имаме организирано 15 или 16 прошетки, посети, наблюденија, и тоа кои се тие? Секогаш некои се повторуваат, но секоја година имаме нови, интересни, уникатни, иновативни, затоа што имаме деца кои што доаѓаат од година на година и секогаш треба нешто ново и интересно за да им биде на децата интересно. Ќе ви ги набројам и тие. Значи имаме посета на Природно-научен музеј ЗУ, посета на Стара Скопска чаршија и Македонското скопско кале, потоа имаме посета на Музејот на Република Македонија, водена војна ја обожаваат децата, потоа одиме во Дрим зона, во Даймонд Мол, каде што на децата има Дизниленд, потоа оваа година доаѓа Лидија и ќе одат во суши, да прават суши со Лидија, да учат како се прави суши, ќе готват со Лидија, ама ќе прават и кукла Хесатка, затоа што ќе се запознаат со љубовта и тоа ќе им дојде како еден спомен кукла Хесатка. Ќе одиме на Кањон Матка, каде што ќе се возиме со чамче, ќе го посетиме манастирот, таму ќе видиме со што се занимаваат монахињите и потоа ќе одиме во кај мештани на Матка да видиме што значи рурален бизнис на Матка и луѓе кои што живеат таму, како живеат и како го искусуваат сето тоа. Одиме да јаваме коњи, без јавање коњи не може, секоја година одиме да јаваме коњи. Доаѓа докторка, оваа година дури 3 пати во месецот да зборува за ментално и физичко здравје, оние најосновни автентични работи. И знаете што? Одиме и на театар на Сенки, а и на многу други места. Така да, таа работа што не прави уникатни. Секогаш изворот е нашата креативност и она што мислиме како наставници дека е потребно за децата. Значи, она што е навистина суштински потребно, тоа и го правиме.